15 лични образовни асистенти општина Струмица ангажираше за да им помагаат на исто толку ученици со посебни потреби кои се вклучени во образовниот систем. Асистентите им помагаат како во учењето, така и при нивните потреби за време на еден училишен ден. Ова е втора година како општината преку проект на UNDP ангажира асистенти. Работните задачи на личните и на образовните асистенти се разликуваат по тоа што образовните асистенти се присутни за време на часовите со учениците со побреченост, работат на нивните училишни задачи, на нивните домашни задачи и исто така едноставно ги дополнуваат наставниците или професорите кои што треба да работат со овие деца. Додека личните асистенти тие помагаат во делот на личните потреби кои што ги има самиот ученик додека е на училишна настава. Родителите се задоволни што локалната заедница става акцент на децата со попреченост вклучени во редовниот образовен систем. Тврдат дека на тој начин многу полесно ќе се инклузираат во средината. Нашиот син не користи образовен асистент, бидејќи за тоа немаме потреба. Меѓутоа, од искуството кое што го имавме во минатата година, сме многу задоволни. Особено е важно за нас како родители, за мене и за мојот сопруг, тоа што нашиот син со добивањето на личен асистент на некој начин доби и другар и придружник. Тоа е повеќе важно, отколку што е важно колку личниот асистент ме одменува мене или мојот сопруг како родител во грижата за нашиот син. Родителите очекуваат овој проект да се прошири за сите деца со попреченост вклучени во редовниот образовен систем, зашто од ресорните министерства бараат преку законски измени програмата за персонална асистенција да стане реалност.